Годинешната детроитска смотра на автомобили ќе биде запомната по две работи. Првата е датата на одржување и таа е поместена во средината на јануари наместо во првата недела во годината. А втората е неславна, која ни вели дека бројот на представените вистински новитети е испод бројката 20. Сепак и тоа е доволно да ви ја пренесеме магијата на Motown. Како што налага традицијата, почнуваме со домашната тројка, која покажа дека американската автомобилска индустрија има што да каже. Сепак, апострофот е ставен на пикап возилата кои за Америка се дел од историјата, додека остатокот од светот се потемелно навлегува во приказката. Добар ден, добре дојдете во новата епизода на вашата омилена автомобилска серија. Форд во целост ја искористи предноста на домашниот терен. Серијата новитети ја предводеше обновената верзија на кросоверот Edge, кој се продава и на европскиот пазар. Можеби и затоа сега изгледот му е стилски пософистициран, посебно на предниот дел. Измените назад се со нешто помало обем, додека внатрешноста е освежена со поквалитетни материјали и повеќе опрема. Меѓу неа се забележуваат безбедносните асистенти, без кои скоро незамислива е продажбата на еден ваков модел. Редизајнот на Edge секако ќе придонесе за неговата атрактивност кај купувачите, на кои веруваме посебно интересна ќе им биде новата ST верзија. Веќе споменувањето на оваа ознака ја скокотка фантазијата, дури и без да се знае дека располага со 340 коњи, уште малку па колку Focus RS. Извлечени од 2,7 литарскиот твин турбо V6 мотор, тие се пренесуваат на 4 тркала преку 8 степен автоматски менувач. За перформансите од Ford засега молчат, но какви и да се, нив ке ги кротат новото ослонување и засилените сопирачки. Од Ford додадоа и дека Edge ST има подобар звук од двојните издувни цевки. За одличниот визуелен впечаток ќе се погрижат 21-инчните тркала, а поголемиот дел од хромираните делови се заменети со црни, со што доби на агресивност. Агресивна и новата изведба на Mustang, со која Ford носталгично ја одбележува 50 годишнината од снимањето на филмот Bullitt со Стив Маквин во главната улога. Во чест на оригиналот, модерниот уличен тркач има 5-литарски V8 мотор со 480 конски сили, спарен со мануелен менувач. Тие ќе го лансираат до максимални 262 км на час со задоволство што ќе го почувствуваат лимитиран број купувачи. Карактеристика му е поедноставниот стайлинг без спойлери, посебни ознаки или графички елементи кои му го издаваат карактерот. Но него не ќе може да го скрие продорниот звук што го произведува издувниот систем со регулација на нивото на бучава. Пакетот е заокружен со специјално опремена внатрешност, унапредено ослонување и 19-инчни тркала зад кои се кријат брембосопирачки. По една генерација прогонство, Ford Ranger повторно се враќа на американското тло. Позициониран под бестселерот F-150, овој пикап ќе настапува како функционално возило наменето повеќе за работа. Во согласно со тоа ќе биде и гамата која ќе се состои од две каросериски изведби и само еден 4-цилиндричен мотор спарен со 10 степена автоматика. Ќе биде понудена и специјална офроуд изведба со засилено подвозје и теренска електроника со 4 режими на возење. Опремата му е над просекот на класата и меѓу другото вклучува седишта со грејење и вентилација, како и синк инфозабавен систем. Слично и со безбедносната електроника која вбројува адаптивен темпомат, систем за автоматско кочење со детекција на пешаци и друго. За разлика од глобалниот модел, американската верзија на Ranger ќе се произведува на домашно тло. Иако покажан пред почетокот на салонот, за новиот Silverado постоеше голем интерес во Детройт.
Објавувајќи ги деталите за него, од Chevrolet истакнаа дека оваа генерација е подобра отколку било која досега благодарејќи на новата конструкција. За разлика од конкурентскиот Ford F-150, таа и понатаму претежно е челична, но сега полесна за 200 кг. Како доказ за издржливоста на новиот Silverado беше истакнато дека прототипите имаат поминато повеќе од 11 милиони километри. Должината му е зголемена за 4, а меѓуоскиното растојание за 10 см. Изгледот му е поагресивен, а гамата проширена со нова верзија со истакнати теренски способности. За погон и понатаму ќе бидат задолжени 5,3 и 6,2 литарски V8 бензинци, на кои им се придружи 3-литарскиот дизел. Тој и поголемиот бензински мотор ќе бидат достапни со потполно новиот 10-степен автоматски менувач, додека погонот на сите тркала е опција. Мало изненадување беше тоа што 7 од 8 цилиндри на посилниот мотор се деактивираат заради заштеда на гориво. Публиката на штандот на Chevrolet имаше можност да се забавува со помош на виртуелната 4D лабораторија која General Motors ја користи за тестирање на прототипите. Таа овозможува да се доживее возењето во повеќе различни сценарија, вклучувајќи и тешки терени и тркачки патеки. Годинава пикапите беа во фокусот и на најмалиот производител од детроитската тројка. За разлика од конкурентите, Ram 1500 и понатаму ја следи конзервативната американска линија. Изгледот не му е толку нападен, а карактеристиките во цело се насочени кон практичноста. Разликите од досегашната генерација се во обработката на деталите, маската му е изведена во нов стил, а внатрешноста е попросторна и помодерна. Ергономијата е подобрена, материјалите поквалитетни, а опремата побогата. Ram 1500 располага со панорамска камера од 360 степени, Wi-Fi hotspot и дигитална инструмент табла. За безбедноста се задолжени вообичаените електронски системи, а за погонот познатите V6 и V8 мотори. И двата опционално се на располагање со така наречениот e-torque систем, кој хибридно го зголемува вртежниот момент. Тој заедно со подобрената аеродинамика и намалената тежина придонесува и за помала потрошувачка. Гамата на овој значаен модел за Chrysler во блиска иднина ќе биде проширена со дизел мотор и изведба наменета за тешки теренски услови на возење. Се споменува и вистинска хибридна верзија со 4-цилиндричен турбомотор, но таа засега не е потврдена. Некогаш во Motor City европските марки учествуваа со голем ентузијазам. Со тек на времето еланот се намали. Сега премиум марките ги испраќаат своите адути во други градови на Соединетите Американски држави. Сепак, има европски производи кои успешно ја возбудуваат американската јавност и нивните модели таму се одомаќени. Volkswagen ја представи новата Jetta и Passat Gran Turismo, се разбира со бензински мотори. Мерцедес го одбра Кобо центарот да биде домаќин на светската премиера на новата G-класа и новата генерација на мотори AMG со ознаката 53. Мини има темелен редистайлинг. Во овој блок ве запознаваме со настапот на европските автомобилчи. Салонот во Детройт ги отвори своите врати, зад кои посетителите ги пречека новата генерација на теренската легенда G-класата на Мерцедес. Почитувајќи ги нејзината традиција и цврстите корени што таа ги има, германските дизајнери и подарија изглед кој малку се разликува од досегашниот. Толку малку што не тера да се запрашаме дали зборуваме за новата генерација или пак само за редизајн на моделот стар 39 години.
Визуелните разлики ќе ги забележат само познавачите. Маската и браниците се заслужни за посвежиот изглед, а изменета е и оптиката на светлата. Големи промени навидум нема ни во внатрешноста во која се среќаваат подобри материјали и помодерна опрема. Но затоа просторноста е значително подобрена благодарејќи најмногу на ширината зголемена за цели 12 см. На патниците назад на располагање им се 15 см повеќе за колената, а со употребата на лесни материјали тежината на Г класата е намалена за 170 кг. Крутата шасија е задржана како и трите блокирачки диференцијали. Ослонувањето напред е независно, а врвниот 4x4 систем ја дели силината 40% напред и 60% назад, а 9-степениот автоматски менувач со редуктор е стандард кај сите моторни изведби. Од нив официјално засега е познат само 4-литарскиот бензинет со 422 конски сили, додека другите ќе бидат објавени подоцна. Но затоа се знае дека новата Г класа има клирен со 24 см, влезен агол од 31, а излезен од 30 степени и дека совладува вода длабока 70 см. Се знае и цената која во Германија ќе стартува од 107.000 евра. Слична сума пари купување ќе треба да издвојат и за новата AMG 53 изведба на CLS, со која Мерцедес ја најави новата серија перформансни мотори. Максималните 435 конски сили се извлечени од 3 литри работна зафатнина со помош на 2 турбокомпресора и еден помошен електричен компресор. Новост е и Q-Boost функцијата која на возачот ќе му стави на располагање уште 22 конски сили. Сите тие заедно ќе се пренесуваат на 4 тркала преку 9-степен менувач, забрзувајќи го CLS AMG 53 до 100 за 4,5 секунди. Максималната брзина е ограничена на 270 км на час, а задоволството во возењето само со вештината на возачот. Покрај во CLS, овие мотори ќе се вградуваат и во купе и кабрио варијантите на Е-класата. Детройт го пречека и обновениот Мини, кој таму пристигна во 3 своји верзии – хетчбек со 3,5 врати и кабриолет. Суптилните визуелни измени го нагласуваат неговиот стил и ја отсликуваат зрелоста на моделот представен пред 4 години. Меѓу нив најзабележителни се задните LED светла со графика како британското знаме. Со LED технологијата се и предните светла, а минимални измени има и кај маската. Интересна опција за љубителите на Мини ќе биде можноста сами да го персонализираат својот автомобил со украсни детали кои ќе ги креираат преку интернет. Постои можност дури и за собствен светлосен знак кој се проектира при отворење на вратите. Обновеното издание на британската гордост во продажните салони ќе се најде пролетва со познатата гама мотори. Сакајќи да покаже дека се опоравува од Дизелгейт аферата, Volkswagen за Детройт подготви освежување на суштинскиот дел од својата понуда. Джета како модел не е многу популарен надвор од американскиот континент, но таму зафаќа добар дел од пазарниот колач. Затоа и германците вложија доста труд во незината нова генерација, која ја најавија како супермодерен автомобил со емотивен дизајн. Дали публиката ќе се сложи со тоа зависи од повеќе фактори, меѓу кои најзначаен е вкусот на американците за кој не треба да се дискутира. Од наш аспект, новата Джета ја следи дизајнерската еволуција на модерната гама на Volkswagen со благ акцент на одредени стилски елементи на купе. Како и се друго од групацијата поставена е на MQB платформата, која и подари благо зголемени димензии. Подобрена е и просторноста на кабината, која за разлика од порано сега е доста помодерна. Затоа придонесува дигиталната инструментабла, поквалитетните материјали, амбиенталното осветлување и друго. Сериската безбедносна опрема е збогатена и покрај тоа што новата Джета ќе биде нешто поевтина од претходната. Продажбата ќе започне во вториот квартал годинава со познатата гама мотори, дополнета со 1,4 литарскиот турбомотор со 8-степена автоматика.
Покрај новата Jetta, Volkswagen ја збогати лимузинската понуда и со спортската Gran Turismo изведба на Passat. Развиен во инженерскиот центар во Тенеси, за него е предвиден 3,6 литарски VR6 мотор со 280 конски сили и 6 степен DSG менувач. Од другите верзии се разликува по црната маска, црвените детали, преработените браници и спойлерот на багажникот. Опремен е и со LED предни светла, спортски издувен систем, модификувано ослонување и засилени сопирачки. Во внатрешноста се забележуваат двојните спортски седишта со грејење, кожениот управувач и пар други детали. За ваков пакет американците ќе плаќаат по $29,000. Детройт е далеко од Азија, но не е имун на влијанието на јапонските марки. Специфичниот северноамерикански пазар на возила покажува дека тамошните купувачи се благо наклонети на возилата кои се со азиски предзнак и се произведуваат на американско тло. Така, Lexus е омилена премиум марка, а Acura секогаш е во врвот на продажбата, а годинешниот заеднички содржател на јапонската Оска беа спортско корисните возила. И покрај неодамнешните активности со кои ја осмислува иднината на мобилноста, Toyota цврсто се задржа во сегашноста. Проценувајќи дека после 4 години колку што е на пазарот му дошло време за замена, јапонците во Детройт ја покажаа новата генерација на големиот седан Avalon. Чудниот за нас дизајн активно е дополнет со добро осмислени детали кои не задираат во неговата конзервативност. Новата платформа донесе поголема должина која се растегна на точно 5 метри. Поголеми се и широчината и меѓуоскиното растојание со што е добиена надпросечна внатрешност за оваа класа. Исполнета е со се што купувачите ќе посакаат. За нивниот комфорт се грижат и подобрата изолација и активното варијабилно ослонување. На возачот на располагање ќе му бидат 4 режими на возење и бројни системи за асистенција обединети во новата генерација на надградуваниот Safety Sense пакет. Палетата мотори се состои од унапредениот 3,5 литарски V6 во комбинација со 8 степена автоматика и хибридизираниот 2,5 литарски агрегат со CVT трансмисија. Овој модел, кој е најголем во гамата на Toyota, се произведува во Кентаки и покрај Америка е достапен само на Блискиот Исток и во Јужна Кореја. За разлика од американските производители кои се концентрираа на пикапите, јапонците акцентот во Детройт го ставија на кросоверите. Од тоа посебно предничеше Lexus, настапувајќи со концепт на купе кросовер кој ќе ги редефинира границите на луксусот. Студиозно наречен LF1 Limitless, тој со своите атлетски пропорции просто ги плени погледите. Дизајнерите од калифорниското студио го опишаа како растопен метал искован во јапонски меч. Впечатливиот преден дел со маска со 3D ефект и LED осветлување му дава изглед како да дошол од иднината. Светлата на задниот дел, кој е купеовски закосен, скоро и да не се гледаат, за разлика од големиот дифузер и чудните отвори за воздух во браникот. Со силуетата владеат големите тркала, а се забележува и недостатокот на ретровизори. Тие се заменети со камери кои се само дел од мноштвото футуристички технологии во кабината, смислена да обезбеди максимален комфорт за секој патник. Минималистичкиот дизајн е дополнет со контролите кои се активираат со гестикулации, додека другите технологии јапонците ги препуштија на нашата имагинација. Слично постапија и со погонските групи, за кои само наведоа дека постои можност да бидат било какви – водородни, електрични, хибридни, па дури и дизел. Не кажаа ниту дали LF1 Limitless најавува некој иден серијски автомобил со кој Lexus ќе им конкурира на сличните модели на BMW и Mercedes.
Ниту Nissan не остана имун на трендовите во кросовер сегментот и ја предизвика јавноста со нов концепт со електричен погон. Наречен X-Motion, тој располага со агресивен визуелен настап и минималистичка кабина. Футуристичките линии се украсени со бумеранг предни светла, V-Motion маската и впечатливи тркала. Во внатрешноста се искомбинирани традиционалните јапонски елементи и врвните технологии, како што се дрвото и широкиот дисплеј кој ја заменува инструмент таблата. Има 6 седишта, распоредени во 3 реда и дури 7 екрани чувствителни на допир. Еден од нив ги заменува класичните ретровизори, чии камери имаат своја функција и во системот за полуавтономно возење. Инженерите на Nissan замислија контрола на X-Motion целосно да биде доверена на гласовни команди, гестикулации и движења со очите, заради што стартувањето на возилото е можно само со отисок од прстот на сопственикот. Освен дека има 4x4 погон, детали за механиката ниту пак за неговата иднина како серијски модел не се соопшти. Луксузната филијала на Honda го искористи Детройт да го прикаже на јавноста новиот кросовер Acura RDX. Иако засега само како прототип, тој е многу поблиску до идниот серијски модел со кој ќе биде најавен новиот дизајнерски речник на марката. Изгледот му инспириран од концептот Precision од пред 2 години и се карактеризира со впечатлива маска и вешто вкомпонирани лед светла. Во внатрешноста се истакнуваат големиот екран на инфозабавниот систем и, како велат во Honda, најдобрите седишта што некогаш ги направиле. Дел од опремата се и аудио системот со 710 вати, камерите со поглед од 360 степени и бројните безбедносни системи. Поставен на потполно нова платформа, Acura RDX ќе биде задвижуван со 2-литарски турбомотор од Accord. Неговата силина засега не е објавена, а ќе биде спарен со 10 степен автоматски менувач. Подоцна ќе му се придружи и хибрид, а се зборува и за Type S, перформансна верзија со потполно нов V6 турбомотор. Motown, Motor City и да не ги набројувам бројните прекари и псевдоними за центарот на американската автомобилска индустрија. Полека, но сигурно отстапува место на велеградовите на двете обали на Соединетите американски држави. Фокусот на вниманието на изложувачите е свртено кон Њујорк и Лос Анџелес. Дали Детройт ќе успее да се врати на старите патеки кои беа производ на едни поинакви и далеку поромантични времења, неизвестно е да се каже. Сега, во автомобилската индустрија, второстепени се атрибутите кои ги красат возилата, а во прв план се наметнаа Excel табелите и сувиот профит. Од таа причина, во само 10 години од постоењето на сцена стапи третата генерација на Ford Kuga, која тестиравме за вас. Од 2008 година, кога беше представена на пазарот, Ford Kuga денеска доживува трета генерација. Во временска рамка од само 10 години, 3 генерации, тоа е многу и за јапонските возила. Но Ford со третата генерација на Kuga сака да истакне дека гамата на своите спортско корисни возила ги обединува не само со изглед, туку и со перформанси. Јас лично можам да кажам за третата генерација на Kuga дека е темелен редизајн. Тоа се гледа на самиот нос на возилото, кој сега има хексагонална форма и другите промени се забележуваат и на задниот дел, додека габаритите и коцкастиот практичен дизајн останаа исти. Редефинирани се и нивоата на опременост, како и цените. Ние во следните
минути ќе се запознаеме подобро со Куга и што нуди третата генерација во однос на втората. И во внатрешноста се забележува дека многу елементи на дизајнот се задржани од втората генерација. Она што веднаш доаѓа во очи е електричната паркинг сопирачка, додека концепцијата на инструментите, воланот, па и централната конзола е иста. Со тоа што на централната конзола сега имаме многу поголем дисплеј во однос на претходната генерација, но се забележува дека пластичните површини токму на централната конзола се доста груби и даваат еден звук на празнина. Што се однесува до техниката, инженерите на Форд приредија мали дотерувања. Пред се кај бензинските мотори направене даунсайзинг и од 1,6 литри сега тие имаат работна зафатнина од 1,5 литри. Кај дизелите останато е се исто, особено кај дволитарските верзии кои ги има две, од 150 и 180 поински сили. Ние сме за доуправувач од токму на изведбата со 150 поински сили и погон на предните тркала. Она што вреди да се напомене е дека со овој темелен редизајн на Кугата постигнато е по-меко возење во било кои услови на експлоатација на возилото. Треба исто да се напомене дека Форд направи промена и кај погонот на сите 4 тркала. Тој веќе не е со халдек спојка, односно електрохидравлична спојка, туку го употребува својот домашен Фордов систем на пренос на силата на сите 4 тркала, но тој е засилен со векторинг на вртежите на моторот. Така да во теорија тој треба да даде многу подобри возни својства, но сепак јас сум за доправувачот на моделот со погон на предните тркала. Некоја голема разлика не може да се забележи во едно култивирано и нормално исползување на Кугата. Прецизно е управувањето, дури и многу помеко е подпирањето што се однесува кога се вози во свиоци. Прегледноста е исто така на добро ниво, впрочем како што е кај сите спортско корисни возила. А другите површини, како централниот гребен, е малку дотеран и повеќе има простор за одложување на ситни предмети, што е голема предност. Еве да кажеме, можете без проблем сега да најдете место за својот мобилен телефон. Кугата се уште е направена да биде комотно и патнички ориентирано возило. Сега со промената се чувствува дека има помалку простор на задната клупа, но сепак не е направен никаков компромис што се однесува до просторот за возачот и совозачот. Куга не нарасна со своите димензии. Имено, таа е развиена врз основа и димензиите на претходната генерација, која не може да се каже дека е мала или некомотна. Со новата генерација Куга е стокмена да го продолжи својот успешен пат во класата на спортско корисните возила. Таа е
интересна за возење и забавна, бидејќи Ford е една од ретките автомобилски марки која знае да направи врвно подпирање, односно која прави врвно подпирање на секој производ кој го лансира на пазарот. Со цена од 30.500 евра Ford Kuga не може да се класифицира меѓу поевтините, но ниту меѓу поскапите спортско корисни возила. Имено, комбинацијата со дволитрениот мотор од 150 конски сили, мануелниот 6-степенен менувач и погонот на предните тркала представува едно рационално решение. Решение кое е доволно да ги задоволи потребите на секојдневното користење, но секако и на подолги патувања. На нерамен пат се чувствува дека малку подпирањето е потврдо во однос на претходната генерација. Малку помалку се чувствуваат микровибрациите во кабината, но тоа е само на офроуд. Во однос на главните конкуренти, пред се тука сакам да ја издвојам Mazda CX-5, но се наметнуваат и помалите спортско корисни возила, како што се Seat Ateca или Peugeot 3008. Kuga се издвојува со својата конзервативност, но и со удобноста во возењето. За 30.500 евра ова е едно, како што реков, рационално решение кое нема да ви извади од штиклите со неговите возни својства, но далеку од тоа дека ќе ве разочара. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви поздравувам до следната среда.